Лошо за земјоделците од истокот. Јачменот никој не сака да им го купи, тврдат производителите. Иако годинава квалитетот на зрното е еден од подобрите. Сепак наместо во млин, јачменот стои во вреќа. Јачменот стои така, никој не зема, стои така. Колку имате ви јачмен? Има там, не е моја, фирмата е. На Оштар. Колку имате јачмен? Па не знам баш колку тона има. Таму силу си чуат. Нема, никој не купува ништо, стои така се. Нема откуп, нема ништо. Кој се снајде? И како ќе се снајде? Таа работа. Во меѓувреме земјоделците повторно се на нивите за да го соберат родот од пченицата. Во споредба со јачменот, приносите кај оваа култура се подобри. Просечно по декар има околу 300-350 кила. Во споредба со лани? Исто е некаде тука. Значи, јачменот е малку послаб. Тоа ладното дали го фанас сега. Шо е, како е, ние не знаем. Важно, пчениците е подобро од јачменот. Но ова не ги радува земјоделците, зашто цената која ја нудат мелничарите за нив е неисплатлива. 8 динара е многу мало. Значи, ако не даде државата да дотира нешто или да качат млинарите, нема да има ништо. 8 динара е многу малку. Џабе работиме, џабе е се. Значи, 1150 динара уреја, со спореда на 8 динара пченица е многу малку. Нема да биде реално, берем 12 динара, ако не повеќе, 8 шо е, па ништо, берем 12 да биде реално. Според нив, вината за ваквата состојба е во државата, зашто порано вака не било. Држава нема. Не е држава во... Напред, Југославија беше држава. Кога донасеше цена, така ќе биде толку и готово. Ама ја имам млин, ја како... Нема, ти држава ко ти нареди. До 15 динара се продаваш. Како ќе биде со откупот и дали ќе има корекции на цените ќе се знае наскоро. Ако остане вака, најизвестно е дека домашното производство ќе остане во амбар, а жито за леп ќе увезуваме од страна.